Здраво на сите, 6-та епизода Socialize подкаст. Денес имам огромна чест да ми дојде тука на гости Маја Наумовска во 6-та епизода на Socialize. Маја, фала ти многу што си тука денес. Лабаво ќе си правиме муавет за почеток, она што ме интересира, како се најде ти во светот на маркетинг и што е тоа што те драйваше за да влезеш во оваа атмосфера. Прво, фала ти тебе на покана. Секогаш со задоволство прифаќам било каква покана од твоја страна, затоа што има убав муавет со тебе. Како и зошто сум во светот на маркетинг? Не го очекував дека прво ќе ми биде прашање, ама скоро сум стремна. Многу интересна приказна. Во суштина, економско ми беше средно училиште. Се запишав онака ради друштво таму. Во тие години, така бираш каде ќе одиш. Ама, втора година имавме предмет маркетинг. Учејќи ми стана као интересно што се случува, како се случува, креативно е. Ми одговараше на начинот на размислување. И трета година средно, знам, се отвори во тоа време преку USAID некој проект за виртуелни компании во средни училишта. Браво. Беше како пилот проект во тоа време и не вклучија нас, исто како едно од училиштата, викаат ајде да почнеме да се инволвираме и ние, група на луѓе, трета и четврта година, да направиме виртуелна компанија. Како надвор од часови. Која година ова? Не знам, ќе ти излажам не знам која година биш. Одамна. Не, ама тоа е интересно дека виртуелна компанија тогаш. Да, ама виртуелна компанија зошто? Не дека е во digital space, туку дека е Made up. си играме компанија. Да, ама добро, пак концептот, да, тоа ми е интересно. Ме вклучија и мене како една од класот и што ќе биде, кој како ќе си земе функција? Ти маркетинг. Маркетинг, ама тоа и самата професорка рече, Маја, ајде ти маркетинг менаџер. Добро, си игравме реално таму компанија, смислувавме производи, смислувавме кампањи, ја теравме како со продажба, со финансии, со успехи се. Траеше тоа некој полугодија и завршно беше собир во Скопје, во не знам, некој од училиштата, како од сите градови, прилика за да направиме презентација на нашите виртуелни компании со штанд, да го премиме. Чувавте? Па не само како баш сајам, се презентиравме. Требаше да смислиме штанд, како ќе изгледа, што ќе има на него, како ќе комуницираме. By the way, од Тетово сум и сигурно се приметува. Не. И компанијата ни беше млекара. Добро. И имавме направено продукт, баш млеко, јогурче, сетирано се како што треба. Многу интересно, си игравме реално кога го правевме и добивме прво место за најдобро уреден штанд и најдобра промоција. Во рамки на самиот ивент имаше и надпреварувања. Избрани по неколку, ајде да речем, учесници на виртуелната компанија од секоја школа. Баш пичувавме. Ни дадоја задача некој продукт да направиме во рок од, не знам, 1 час, бизнис план, маркетинг план, реклама да смислиме. Приписок. Да. Што е тоа 1 сат? 1 сат и нема интернет. Не, ништо нема, да. Се смислуваш, има пишуваш. пенкало и компјутер можда. Буквално. Направивме телевизор, ни беше, знам, се сеќавам, некој како производ. Како ќе го дистрибуираме, како ќе го представиме, каква реклама ќе извадиме за него. Смисливме, го презентиравме, прво место. И вака ми легна на срце, си викам, ова е за мене, дефинитивно. Ти тргнало со награди уште тогаш, ај ке спориме после за тоа. Ама реално, стварно ми направи онака убав филинг натрешен и задоволство дека она што сум го посакала да го учам учејки, значи што ми било интересно, работејќи го и применувајќи некои работи во врска со него, добивам резултати. И толку, заврши приказната од средно, се запишав на e-бизнес после, исто од оној драйв дека сакам да има вклучено таму нормално маркетинг, ама има и нова технологија, па и e-комерцот беше во тоа време интересен, нели, нешто новина која што има многу просперитет. На англиски се учи, супер. Се спремивме.
тргавме на факултет. Маркетинг, најмногу ми одеше таму. Завршив и не дека очекував дека ќе работам тука во Македонија или во некоја од традиционалниве компании, нели излезена од бизнес, ама затоа што цела Македонија, односно цела држава не беше реално спремна во тоа време за што да прави со ваков кадар. Да. Реално, значи неколку компании имаше тек што беа запознаени со нашата дејност, ама другото, Пред времето било кадарот. да. Реално. Кога одев на интервјуа, ме прашува што сакаш да работиш маркетинг, па супер, ќе делиш флаери во Рамстор. Тоа, ама не е тоа маркетинг. А што има завршено и бизнес? Па што е тоа? Тоа е најако. Да, што е тоа? Нема врска. Последно место каде што сакав искрено да аплицирам за работа беше банка. Да, пошто најчесто стереотипите дека Да. досадно, дека стерилно. Мајка ми работеше во банка и мислам сум одела често кај неа, па и на пракса одев таму, среќа во маркетинг департман. Ама не знам, не ми беше доволно интересно, дека мислам нешто можам да правам со финансиска услуга. Да. Ригидно, сериозно, Многу регулирано. многу регулирано. Ама животот нели си става Ширувија. каде што е, да. Шалтер, прва работна позиција, што е многу важно. Ја тоа на сите им кажам, мора да почнеш од доле, Мора да за да го почнеш. разбереш бизнисот. Работејќи со луѓе и работејќи реалната услуга финансиска, што е, како е, што се нуди, почнав да го сакам тоа што се работи и почнав да ја разбирам суштината на услугата. Ова е многу битно. Луѓето како комуницираат, што им треба, Pain points. да, буквално. Да. И 2 години бев на позиција референт на шалтер, после тоа спојувањето со Халк назираат и ме прашуваат, ајде сега, нели, во спојување, во кај се гледаш ти? Маркетинг. Нема позиција маркетинг, од секогаш знаев. Ке има. Нема позиција. Сега добро, викам, ајде, личен банкар. Океј, ќе го тераме и тоа. Уште поблиска комуникација со клиенти, барањето на нивните потреби, како да ги задоволиме се. Се отвори во дадено време позиција, баш PR кај нас Да. се викаше. Маја, сакаш ли да ме викна генерално? Сакаш ли сега да бидеш на оваа позиција? Латко буквално се тресе понака од Идем. Тука не ми треба да ми одговараш, те гледам. Одиме и еве сум од 2013. 12 години. Да, Браво. така сум во маркетинг. Ова е приказна, пошто секогаш кога ќе ми рече некој кратка верзија, нема кратка верзија за тоа што те гради како човек. Значи, прво и основно тоа што сваќам, ако добро сваќам. Треба трпение за тоа што го сакаш, мора да го научиш убаво бизнисот за да разбираш што е тоа што го правиш и дека креативност реално и под притисок works. Така. Сега, кога сме на таа тема, пошто креативност ми е многу интересна мене тема и луѓето мислат дека знаеш креативци се креативни, технички луѓе се досадни и не се креативни, дали од твое искуство е така или секој во даден момент во зависност од тоа во каква состојба се наоѓа, притисок, можност лично, дали секој може да биде креативен? Буквално, креативноста е карактеристика на секој ум може да биде креативен, дали е на лекар, на адвокат, на IT, на маркетинг, на уметник, значи креативноста е нешто што го носиш во себе и во секоја позиција на секоја професија може да се применува. Креативност во маркетинг често да се храни од самите луѓе кои што се во индустријата, меѓутоа најубавите можеби проекти и резултати доаѓаат кога се вклучени креативни размислувања од некој на страна. Ова ми е многу добар одговор, пошто на оваа тема размислувам онака со денови и слично, едноставно бара инклузивност во барање на различни размислувања. Поради тоа што без разлика ти дали работиш во креативна агенција, дали си инхаус во кај клиентот и слично. Ако ти цело време си во тој бубањ, каде што цело време мора да креативно, едноставно колку да си креативен, влегуваш во tunnel vision. Така. Значи, едноставно почуваш да ги гледаш работите многу еднострано, идеите се веќе едните исти, размислувањата се други. Значи, мора да се добие едноставно различно размислување од различни луѓе.
Како се негува еве креативност? Како во тим негуваш креативност? Како во работата со агенциите добавувачи работите на тоа? Како се валидираат идеи? Како се одобруваат нови интересни, бидејќи стварно, например, како банка иновирате со кампањи со различни пристапи? Па, се сеќавам на едно предавање која бев можеби меѓу првите на еден од регионалните фестивали на Кактус. Беше еден бразилец говорник и што работи во агенција во Publicis, најчесто за бургерки и слично, и онака ми остана неговото... И ја го слушав. Го слушате? Топ беше. Само пинг, пинг, пинг. Онака Топ беше. боцкај. Топ. Така, нема лежерност, нема ајде да смислиме сега нешто, окей, ќе смислиме. Нешто мора постојано некаков, не е тоа притисок, туку е баш Па види, е притисок, буткање. ама притисок е да бидеме подобри од тоа што сме биле Така. вчера. Не е притисок сега, ај дај ми генерира ми 1000 идеи, па ја сега си живлявам со тебе и ќе наоѓам најдобро. Дај да видиме што можеме подобро. Многу исто битна работа пред да дојде до тој момент на ајде некој драйв на идеи. Важно е да имаш одврзани раце. Значи, сега еве размислувам како нели ние притискаме или како ние ги сетираме работите што да се прави интерно во самата дирекција, па после со агенција. Ама се прашувам кој мене ме притиска. Кој мене ми бара. Буквално, буквално имаме таков човек за генерален директор, морам да кажам, што секој би посакал. Човек кој што може да каже, Маја, јас не сум професионалец во ова поле. Ти верувам. Ти верувам. Носи одлука. Носи одлука и носи пата ми Да. голема одговорност Да. на грб. Па да, ама нели одговорност оди рамо до рамо Така со успехот. И многу важна работа затоа што не ни бара никој што да правиме, како да правиме, ама не седиме мирни. Не ни, мислам, на работа сме, сакаме нешто да ни биде интересно, да ни биде уживање работата. Фала Богу си ја сакам, нели, работата, па секој ден кога идеме во канцеларија, ќе помине, например, некоја кампања, ајде сега што ново, ајде сега што да направиме, што не е видено, што не се очекува од нас. Е тоа е прашањето како да... Како дојде до слоганот на Халк банка важни се луѓето? Во самото име, првенствено на банката, Халк значи народ на турски. Која беше пласиран брендот во Македонија, мислам, тргна со она слоган Здраво Македонија за познавање, што беше супер окей за тоа време. За ролов, да. Да. После тоа, значи, немаше некоја голема активност маркетиншка, повеќе се одеше, да кажам, во дел на продажба, сетирање, развој на позиција на пазарот. Кога дојде моментот да направиме истражување како нас не перцепираат луѓето во Македонија и на која позиција, нели, онда top of mind Халк. Некаде, можеби, не знам, 8-9 место, а по ранг сме биле тогаш 5, да речем, што не е окей. Да, дискрепанца голема. Во делот одговорите као за банка која ти паѓаме, беше Хулк банка, пример. Ке речат Хулк. Да. Значи, првенствено беше тоа, како да го објасниме називот, да стане името на самата банка да стане поблиско за луѓето, народ, и она што стои како и корпоративна вредност на самата банка е тоа е дека ние не сме тука, нели, за да профитираме, за да ги реализираме профитите, па да ги праќаме во матичната банка, не, тука сме за да помогнеме реално народот, што е општеството во државата кај што работиме, бизнисот, луѓето кои што се вработени. Ова е многу важно, значи интерната култура да се комуницира надвор. Да. Апсолутно. И значи јасно ни беше на секој кога ќе дојдеше за вработување, да кажам, во банката, на првиот контакт и комуникација со генерален директор, прво нешто беше кажано, тука важни се луѓето. Значи самите ние и самиот менеджмент го користеше тоа во комуникација. Бриф до агенција кога требаше да направиме апдейт, нели, на бренд позиција на пазарот со некоја корпоративна кампања и
брифот беше дајте ни некој слоган кој што ќе се врзува околу значењето на името и луѓето. Важни се луѓето беше предлогот и автоматски одма прифатен и многу добро легна на самиот бренд. И се ова малку луѓе го разбираат, меѓутоа постојано го комуницираме и ние и со клиенти, и го комуницираме на секаде каде што имаме можност. Многу е важно таа амбрела комуникација да ја има, бидејќи многу лесно од амбрела комуникација ти можеш после да вадиш под комуникации кои што на крај се вклопуваат со се. Инаку ако сакаш по секоја цена секогаш да бидеш креативен, ти можеш да имаш 5 кампањи кои што се феноменални, меѓутоа нема препознатливост на брендот. Колку ова вие кога правите било каква кампања, го правите со top of mind дека, нели, важни се луѓето. Поидовна точка. Така, мора да има таа конекција за луѓето да го имаат аха моментот и за луѓето ако видат нешто креативно да знаат со кого го поврзуваат. Сега, имајќи предвид дека последните неколку години генерално ви се навистина креативни кампањите, што значи тоа за очекување за идни работи? Колку притисок имате постојано да го држувате тоа и таа оригиналност, а при тоа да станете како да кажем доследни до главниот слоган и главната комуникација? Па слоганот е толку стварно племенит онака и е основа за правење многу да се лепи. А како само со генерирање на нови некои работи кои што или услуги кои што пак се во функција на правење на подобен живот на граѓаните, на бизнисите, на самите вработени, така што има простор за што и да излезе да се направи некоја убава приказна околу тоа. Ја тоа на сите им го зборувам. Колку повеќе ќе се испотиш на почетокот, да ја направиш основата како што треба, многу полесно после може да испролиш било што. Ако на почетокот си мрзлив и викаш ај ќе видиме вод на крај обично го плаќаш данокот, треба 5 пати повеќе да се позамараш повеќе. Кога сме кај креативни кампањи, на Socialize добивте 3 награди. Како е чувството да се добие препознатливо за нешто што навистина било квалитетно сработено и како овие 3 кампањи, ако можеш да ни објасниш, профункционира, како дојде до нив и што е тоа што како импакт го оставија? Годинава доста награди земавме, супер, мислам, чувството е прекрасно кога ќе добиеш признание, вака поготово од самите луѓе од индустријата. Не знам, тргнаете со доста награди земени за стартап кампањата. Да, почнавме со бронза, сребро на Golden Drum за истата, па после Кактус беше, па беше Socialize, па не знам, на Medover Marketing се пријавивме за Аудор и таму не изгласа. Мислам, признанија неколку, филинг не полн. Исти, значи во супер доживување дека нешто што сме го сработиле конечно добило и некое признание што може да стои, да остане како мотив за понатамошни некои други активности. Сме правили претходно супер кампањи, немало ни фестивали, можеби каде што сме сакале да пријавиме, можеби и да сме пријавувале, не сме добивале награди. Еднакво сме биле задоволни од нив, ама ова е нешто што ќе ни остане онака како нас на тим и на агенциите, белег дека е признаем. Good job. Да. Сега, кога станува збор за креативност, колку игра улога она концептот на доживотно учење, дека треба цело време да следиш нови работи, дека мора да бидеш во текст со се и колку, например, тебе како личност има помогнато фактот што си била во жири комисија на награди како Кактус, Балкан, да. Многу. Најмногу од онаа перспектива дека кога сакаме нешто да презентираме еве на ваков тип на фестивали, како треба да го спакуваме, што е важно да истакнеме. Кампањата како кампања е успешна во односни резултати на финансиски, нели, на продажба и слично и на рич кога ќе се пушти во етер пред јавност, ама вака за да добиеш буквално признание од индустријата, треба да знаеш што им е важно да видат на луѓето од индустрија. Како е спакувано. Да. Најважно е како е спакувано. Така. Кога дојам со PowerPoint презентација, како да сме се потрудили, значи нема никаква емоција да има.
подобро пушти ја самата реклама што ти била онака Да, како што поефективно ќе биде. Поефективно е отколку PowerPoint презентација или опис некој. Во Word со слики. Така. Значи многу ми помогна и пате ми многу гледајќи ги кейсовите собрани од цел регион, еве на Балканс, па и на Кактус кога сум била и од Србија, значи добиваш идеи што се работи на поле на маркетинг во соседните, во земјите во регионот и добиваш и инспирација. Колку треба да се следи? Многу, за да има постојано нели некое креативно размислување, што се случува во светот, не само во регионот. Посетата на ваквите фестивали, еве го спомнав Кактус, Ивана која што ги викаше и ги вика извонредни говорници, нели? Апсолутно. Дани комуникации, баш го зборевме, јас и ти пред една година бев, значи извонредни говорници кои што ми биле еве и идоли во работата на маркетинг. Имав прилика годинава да ги слушам на сцена. Самото нивно нели излагање и тоа што си ти што таму присутен и го слушаш, едноставно ти дава инспирација и знаење. И мотив дека да. и мотив дека тоа што го правише на вистински пат. Да. Дека да, има некои феноменални работи кои што ние не ги правиме тука, ама не се светлости да, години. и тоа, значи, колку луѓе до кај стигнале, што прават, а ние што правиме, кај сме технолошки, зошто не можеме фул да искористиме од овие алатки кај нас да примениме, што е проблемот, што ли прават тие на страна, а ние тука мислиме дека сме стигнале до некаде. Не сме стигнале многу. Добро е онака да можеш да бидеш она humbled во даден момент кога ќе видиш како да, добри сме, ама да. Види до кај стигнали тоа. Знаеш што ми е смешно? Многу често некои земји кои што не се онака технолошки најаки, не се Америка, не се Британија или било што, во некои помали земји се прават феноменални работи. Едноставно земјата има култура на иновирање, по секоја цена е феноменално и учиш многу. И онака различни култури, еве, кузне колку луѓе од различни земји се запознала на такви настани и едноставно тоа е таа убавина. Сега колку вакви настани се потребни кај нас? Одамна зборам дека многу. Одамна сме го разговарале и јас и ти, па и со други исто представници со нашиве агенции, дека многу е важно да има ваков тип на ивенти за да се направи навмрежување. Споделување на знаење, споделување на идеи, за да заеднички го кренеме цело ниво на сектор. Сакам да кореспондираме, да разговараме измешано. Дали сме ние клиент на агенцијата, Така. независно. Нерелевантно, да. Споделуваме мислење. Дали сум конкуренција на некоја од, не знам, компаниите, не е важно, сподели знаење, мислење, растеме така, медиумите исто. Ти благодарам многу за овој коментар, пошто јас ова го зборам последни 10 години, дека во една индустрија никој не треба да се гледа еден со друг како конкуренција, туку треба да се гледа како поддршка, поради тоа што ако луѓето се ослободат од тоа его дека сме еден против друг и сватиме дека сме сите заедно за напредок, дека нема против, мислам дека креативците од Македонија имаат толку многу капацитет што може да прават кампањи барабар со светски фирми. Се сеќавам, еве, ќе се навратам пак на студентски денови, еве, мастер, кога одма после завршување, се запишав на мастер тука на Американ. Гости предавачи беа баш од Мекен, двајца креативци. Со презентирање на нивното решение што добило Кан. Мене тоа ми остана исто онака во сеќавање и ја си реков во тој момент колку исто важно да ги патиш комуникација со студенти онака во време кога се развиваат, се формираат. Да. За мене во тој момент ми беше Мекен агенција number 1 и ми остана. Многу важно. Ама се сеќавам кога завршив и кога почнав веќе кога дојдов на работа во овој сектор, кога ги побарав и као агенција, нели, Мекен, кога на пич беа и повеќето, нели, присутни, на крај ги избравме Мекен, прашав кај се луѓето, овие што сум ги видела, заминати. Надвор од држава. Тоа ми е жала, тоа се случувало, знам дека имало многу креативни луѓе кои што отишле надвор од земјата, па и во регион, не е кој знае каде. Да, во Белград многу имаат отидено. Многу имаат заминати. Сама знаеш. И стварно ми е криво, затоа што имаме креативни луѓе, сакам да ги задржиме, да останат тука
и заеднички да растеме за да пак се направи онака филинг дека јас сакам да работам во маркетинг. Зошто? Затоа што тука има супер успех, тука има супер кампањи, тука има супер креативни работи. И ја најодговорно тврдам дека таква држава сме, веќе го кажам и она смешна паралела. Ако видиш колку и да е смешно по овие локални шоуа кај што се надпреваруваат македонци што и да ти пеат по други надпревари за ова, едноставно ние сме држава каде што се гаи култура, креативност и се. Тоа дека се помалку и помалку вложуваме во тоа е многу жално, особено во делот на култура, баш еве на претходниот подкаст со Ѓорги разговаравме, колку малку во Македонија се чита. Значи, колку таа култура е изгубена. Едноставно, не си ги негуваме работите кои што им се природно тука и мислам дека сите компании, особено тие компании кои што им е битно општествена одговорност, треба се повеќе во тие работи. Апропо тоа и знам дека имавте кампања слична која што ја правевте, така да мора компаниите да инвестираат во тоа и мора да појавно да се зборува вака за да сватат луѓето дека имаме и ние коњи за трчање. За не мислам дека тука ништо не се прави. На таа тема, кога сме веќе кај млади луѓе кои што треба да се запознаат со себе ова, што би дала ти како препорака некој млад човек кој што сака да се бави со креативна работа, дизајн, не знам, со технологија, со било што е совет што би требало да го направат за да одат напред што е можно повеќе? Прво да го сака, значи тоа што ќе го работи, најважна работа, да има пасија кон самата дејност, да следи, да прашува, да е радознал, да радознала, да не се ориентира секогаш по субјективно, значи својот став дека ова вака е добро или ова е моето решение и ова е најдобро, да слуша, многу битна работа. Сум направил нешто, види го, слушај. Што ќе ти кажуваат другите луѓе, што гледаат од тоа. И поискусните. Па и не мора да се искусни, затоа што во нашиот свет ние не се обраќаме само кон луѓе кои што може да не разберат. Така. Тоа што сме го пласирале. Ту кон сите. Кон сите. И еве во делот исто во дигитален свет. Не може да се ориентираме само со правење на кампањи или правење на креативи кои што се модерни за нас и за младите. Имаме на самата платформа и возрастни луѓе, пензионери, деца, значи Целни групи. Сите треба да ги слушаме за да направиме решенија кои што кореспондираат со сите потреби на сите луѓе. А трпение кај млади луѓе за да се стигне до тоа што се сака? Да не биде 2 години работа му најдобар. Па, не може да бидеш најдобар за 2 години, едноставно. Мислам, и може ќе направиш една работа што е најдобра, но не е гарантирање тоа дека ќе проложи да се случуваат таквите проекти понатака. Знаеш, има една мора трпение. Има една теорија на ако сакаш да станеш специјалист во нешто, ти треба 10.000 часови потрошени. Да, ако си, како да кажам, overachiever и имаш желба да работиш 14 сати на ден, не е тоа проблем, ќе стигнеш побрзо, меѓутоа дали секогаш е добро да стигнеш побрзо или е добро да си даеш време за да еволуираш малку? Па, од моја гледна точка е дека стварно треба да си дадеш време и степ бај степ. Еве повеќе од 15 години веќе работно искуство, не се чувствувам дека сум on the top, дека сум професионалец со најмногу можно стекнато знаење што можам да го применувам. Значи, уште треба да учам и уште да експлорираме, уште да се надградуваме. Што е многу битно во ментален склоп, бидејќи генерално, види, јас многу поддржувам млади лично како човек и ние како компанија многу поддржуваме млади. Ние секогаш имаме момент кај што на млади креативни луѓе им се даваат шанси да работат, да одат напред, да учат, да експериментираат и слично. Меѓутоа, мислам дека денешнава технологија ги има направено особено младите луѓе нетрпеливи само поради тоа што едноставно се е брзо и се е достапно. Значи, сите кратки клипчиња во 50 секунди, некој ти сублимира години искуство, ти го слушаш, тој веќе мислиш дека... Ама не е исто. Па значи, не е исто. Ти ќе го видиш, да, или книга ќе ја прочиташ, или видео ќе го научиш. Додека не почнеш да го правиш, нема знаење. Така, и генерално мислам дека
брзиот начин на живот многу влијае и на ментално здравје кај сите, многу им се пумпа нереални очекувања за тоа каков е светот, поради тоа што нели сите на социјалните медиуми сакаат да бидат во најдобро издание, никој не е во најлошо издание. И таа перцепција полека се искривува. Уште едно финално прашање пред да затвориме на тема инфлуенсери. Како функционира тоа кај нас? Дали, например, е многу битно да се изберат и луѓе кои што се со слични вредности со компаниите со кои што работат и колку тоа влијание понатаму позитивно или негативно влијае на целната публика? Исклучително важно, дека стварно треба да направиш алајнирање на вредностите на брендот и вредностите кои што самиот инфлуенсер ги има. Нашата перспектива за соработка со инфлуенсери, како компанија, како тим на луѓе кои што работиме во овој дел, е дека најдобро е да соработуваме со микро инфлуенсери. Значи, кои што ќе можат, кои што имаат малку соработки со брендови, кои што гледаме дека се повеќето и вистински наши клиенти, А и креативни. кои што кога ќе седнат на маса, без разлика дали се снимаат или не препорачуваат, значи word of mouth, супер препораката. Најбитно на свет. Таквите ги ловиме и со такви соработуваме. Супер. И дури онака како глатко не ни треба да им објаснуваме што треба да зборуваат. Во секојдневието не имаат како услуга, не користат, не перцепираат, знаат што правиме, знаат како ни функционираат сите услуги и лесно може да ги изнесат. Одговорноста е голема. Нешто ако направат погрешно, значи Реперкусиите се кај вас. Да. И сега, апропо тоа, само уште едно финално им би прекинеле тука. Дали е препорачливо и дали би имала некоја компанија храброст да изгради инфлуенсер од нула од вработените внатре во компанијата? И колку по тебе тоа е интересна работа? Интересно е, сме ја зборувале искрено. Еве, Тамара беше, што работи со мене, најголем пропагатор за тоа. Дај да земеме од кај нас инфлуенсер, од кај нас. Викам, супер, да, може и одлично би било, ама да не сакаме да му дадеме на некој товар, дека мора да го носи. Дека мора да го носи или дека ќе е комотен кога ќе го прави тоа. Имаме супер вработени, нели, супер колеги кои што се ултра интересни, кои што се досетливи, креативни, може да прават, ама само тој момент ми е да се нивелираме, да знаеме дека не дека не му е тоа обрска, дека не му е тоа работа. Да, треба да му се плати, by the way, за тоа што ќе го прави. Може инаку. И мислам дека е една од најубавите работи, најубавите начини на кои што реално ќе се доживее брендот преку самиот вработен како инфлуенсер. Ја мислам дека сите што го гледаат овој подкаст ќе го доживеат брендот многу добро, ради тоа што ти денеска инфлуенсираше во име на твојот бренд и ти благодарам многу што олку интересни работи сподели, особено origin story на почетокот беше многу битно, бидејќи мислам дека даде многу убав шмек на целиот разговор. Многу ми е мило што постојат луѓе како тебе во државата. Ќе те викнам повторно за втора епизода, бидејќи не ги исцрпив сите прашања како што се договоривме на почетокот, за да има простор. Фала ти што си тука и нешто финално да кажеш при крај. Фала на тебе, поздрав за сите работи што ги правите и како организатори евентика на сите настани што ги лансиравте минатата година, продолжувате да газите и годинава. Честитки за работата што ја правите и како агенција, супер проекти вадите, супер кампањи. Уште еднаш фала што ме повика и се гледаме пак во било кое време. Тоа е тоа.